продолжуваме со оние содржини кои што ви ги најавивме и веднаш јас ке кажам добро утро на мојата колешка Искра и на нејзината гостинка ова утро, Сонја Стевкова од НТЦ Скопје, семинар со доктор Ранко Рајковиќ, учење низ игра. Звучи мощно интересно, Искра, така? Што ме игра во прашање? Ај тоа учење што е вака така, игра, учење низ игра е нешто навистина убаво. Повелете. Ти благодарам, Слободанка, имаш сега право малку и да одмориш. Да. Така. Но подосна повторно ќе им се приклучиш на гледачите. Да. Добро утро и од мене за Сонја. Добро ни дојде во нашата утринска. Добро утро. Овде сте со главната цел вие да ги поканите гледачите на семинарот што го организирате. А тоа е семинар за возрастни и родители за ран детски развој. Така? Да. И јас би започнала со оглед на тоа што станува збор за една специфична програма, специјална исто можеме кажеме, би започнала со програмата. Наречена е НТЦ. За каква програма станува збор? Добро утро и од мене. Мило ми е што сум гостин во вашата емисија и што имаме можност еден така убав настан денеска да го промовираме за сите заинтересирани родители и возрастни кои што се вклучени во раниот детски развој. Програмата, како што споменавте, е НТЦ, односно Никола Тесла центар. Од таму доаѓа таа кратенка НТЦ, автор на таа програма е доктор Ранко Рајовиќ и коавтор е доктор Вук Рајовиќ, кој што му е негов син. Кои се спецификите на оваа програма? Пошто оваа програма се одвојува и одскокнува од останатите? Да, оваа програма, значи прво доктор Ранко Рајовиќ треба да кажеме дека тој е многу голем стручњак, доктор во смисла на медицината, интернист, невролог, доктор на спортски науки, а се занимава во моментов работи на Универзитет во Копар, каде што е на катедра за педагогија. И тоа е едно во овој момент една таква убава комбинација која што е потребна на целото општество, кога уствари за развојот на децата можеме ние да ги добиеме сите знаења негови, развојот на мозокот во смисла на медицина и развојот на мозокот во смисла на педагогија. Таа спојка заедно е нешто кое што во моментов е од непроценливо богатство за секој родител, кој што сака да придонесе нешто добро за своето дете во тој најинтензивен раст и развој. Бидејќи сега некако знаеме дека општеството се развива премногу брзо, мислам, целата планета Земја, не нашето само општество. Јас би наполнила само уште нешто за доктор Рајовиќ, а тоа е дека што исто многу важно е татко на 4 деца, така? Да. Сигурно и тоа е вметнато, мислам, како искуство во целата оваа програма. Сигурно, да, неговото искуство, затоа викаме непроценливо и од областа на медицината и од областа на педагогијата и како родител на 4 деца, сега веќе и внуци. Така да, тоа сето е една комбинација која што не би смееле да ја пропуштиме ние како родители, како едукатори и сите кои што се вклучени во раниот детски развој, а докторот има, целата програма е составена врз база на тоа, на неговите знаења и неговите практики. И неговото, како што разбрав, главно мото, да речеме, тој се залага за свет во кој што нема да доминира технологијата, туку ќе доминира токму играта. Да, така? Неговото залагање е дека ние треба да бидеме во дел во чекор со развојот на технологијата. Не можеме тоа да го исклучиме. Но таа да ни служи нам, а не ние на неа, така? Да, таа да ни служи нам и таа да служи за развој на децата, односно да имаме јасно поставени граници. Кога, што, како. Кога гледаме телевизија, кога, ако децата седат, имат потреба од одреден друг уред, нели са, телефон или компјутер или што и да е, меѓутоа, стимулацијата на мозокот, главната стимулација на мозокот во раниот детски развој не е преку екраните. Тука се става акцент. За кого е, Сонја, наменето овој семинар? Споменавме родители и возрастни. Кои се возрастни спаѓаат во
оној период од раниот детски развој кој што имаат доминантна улога, да речеме. Да, семинарот е наменет за сите возрастни кои што се вклучени во раниот детски развој. Сега тука кои спаѓаат? Учители, воспитувачи, негователи од градинки, од училиштата, едукатори во смисла на дефектолози, логопеди, педиатри, стоматолози, бабите и дедовците кои што се исто така вклучени во развојот на децата, родителите и тоа двата родители, нели? Така да тоа е буквално за сите кои што сакат да бидат дел од квалитетен развој на децата во моментов во ова општество. Ние претходниот семинар кога го правевме, исто беше на педагошки факултет, значи тогаш имавме па можеби не знам, околу 300 луѓе кои што го посетија семинарот и во нив имаше сите овие кои што ги набрав од сите профили на луѓе. Исто е, например, многу интересно, ете и мојот стоматолог тоа исто го разговаравме, дека докторот има момент во кој што објаснува како развојот на забите и на вилицата, односно џвакањето на тврда храна кај децата е многу важно за стимулација на мозокот, но и за тој развој на вилицата, како забите се создава место за нив, па како тоа е поврзано со целиот трбет до стапалата. Така да тоа е нешто кое што ние во еден краток момент, само... Јас тоа го прочитав, малку ми беше збунувачко, дека значи не треба предолго да се обстојува на таа кашеста храна, малку ми беше несватливо. Зошто кога сватив дека тоа делува меѓу другото и на говорот? Да, на говорот и на целиот развој на вилицата, кој што сега тоа од аспект на медицината, кога ќе го погледнеме, повлекува понатаму поврзување со рбетот и до стапалата. Така да тоа во еден краток момент изгледа како нешто банално, прво ќе си помислиш, да, јади детето и тоа ни е нас важно, нели, да не е гладно, но тоа кога ќе го погледнеме на во еден подолг период, тој развој е многу важно, како ако имаме едно мало, нели, младо дрвце, ако тоа на почеток малку е искривено, ние не го гледаме тој проблем, али кога после 10, 15, 20 години, тогаш се гледа последицата од тоа отстапка. Да, Сонја, всушност децава на свет не доаѓаат со некој упатство, што значи дали оваа програма е своевидно упатство? Програмата и сите совети кои што се на доктор Ранко Рајовиќ се упатство за сите родители и затоа тоа е наменето од нула па натаму. Значи секој родител кој што сака да стане родител, убаво е да се едуцира за да знае на кој начин да може да се припреми и средината за доаѓањето на детето, но и начинот на кој што се однесуваме со децата. Бидејќи сега во моментов ние имаме обкружување во кој што има премногу информации, премногу, да кажам, играчки или некои продукти кои што се наметнуваат како неопходни за децата, а во суштина еден дел од нив се само за квалитетен развој. Да, тоа е исто еден од советот, да не ги претрпуваме децата со играчки. Да. Затоа што исто нешто спротивно од она што сме мислеле, дека премногу играчки пак ја гушат фантазијата. Да, ја гушат фантазијата и не може да се задржи фокус. Значи, ако децата имаат одредени играчки со кои што во моментот им се интересни... Фати пушти ги прават, фати пушти, да, можат да не се продлабочуваат во една играчка. Па да, и например, ако има едно нешто со кое што игра, потоа ја развива својата фантазија во однос на таа играчка. А ако децата имаат 10 играчки кои што испуштат звуци, светла и така натаму, тоа веќе не може да развива својата фантазија, бидејќи од сите страни му доаѓаат некакви информации само со кои што не знае што да прави. И тука, уствари, кај децата, ние, родителите, сакајќи да им помогнеме, да им дадеме се што мислиме дека треба или го гледаме некаде, создаваме на не толку квалитетна средина на тој начин. Во самата програма на НТЦ тоа дека децата учат. Тоа учење е учење од аспект на говор, па се понатаму, односно животниот стил на учење, дека најдобро учат преку игра и ние тоа го знаеме. Дечињата кои се мали
Тие не Па и сакат нам да седнеме да возрастните, ако ни учиме. е поинтересно нешто, полесно ќе се владаме. Инаку вака што дискутираме, да објаснам на гледачите дека не прераскажувате вие, туку напротив вие сте лиценциран едукатор од оваа програма, затоа навлегуваме нели малку подлабоко. Ме интересира оној дел каде што докторот вели дека интелигенцијата не е наследна. Туку дека всушност оно што е наследно е потенцијалот на кој што треба да работиме ние родителите, односно сите оние возрастни кои што се инволвирани во таа рана фаза. Исто нешто што можеби не сме знаеле. Да, јас можам тоа да го кажам од мое лично искуство. Јас сум инаку и професор по математика. Да, и имам искуство од работа со деца од 3 години, да кажеме, работа, ако не ги вклучуваме моите што се од нула, нели? Па се до 20 години, нели, кога со студентите, кога им треба и на нив некоја помош. Така да, од тоа можам да го кажам од аспект на математиката, дека кај децата има одреден потенцијал кој што треба да се развива. И таа интелигенција е важна затоа што некој дете си носи потенцијал, некој за уметност, некој за спорт, некој за математика, нели, некој сака да биде лекар, некој математичар, некој научник, како и да е. Меѓутоа е многу важно да се развива соодветниот потенцијал кај детето, да се остави детето да си го пронајде својот интерес и да го развива тој потенцијал. И тогаш ние имаме квалитетно развиена личност. Бидејќи еве и математиката како да кажам една основа на логичкото размислување. Ние во основно училиште, например, математиката ни е основите, базите на математиката. И тоа е важно секој дете да го научи, меѓутоа таа знае да биде интересна, ако кај децата се воведи некој вид на игра, некој вид на надпревар, на часовите да им биде интересно, да ги научат основите. А потоа својата интелигенција си ја развиваат во своето поле, каде што им е јака страна, да кажем, каде што имат најголем потенцијал. Кога сме кај учењето, исто така една инструкција што ја дава, тоа е дека не смееме да ги тераме децата да учат напамет. За жал, некако и нашиот систем е така во таа трка по петки, по добри оценки, многу често се случува тоа. И што ме чуди, дури од најрана возраст, напротив, се потикнува тоа, да речеме, уште во градинка песнички, кога се учат напамет, така што мислам дека многу треба да промениме. Да. Судејќи според неговите инструкции. Да, тоа што тој го кажува уште за најмалата возраст, за градинките, кога децата ги учат песничките на памет, а сознанијата од аспект на наука, од аспект на медицина, дека дечињата кога ги учат тие песнички на памет, во суштина дечињата се создаваат слики. Значи, те не ги учат на памет како зборови, како факти. И на тој начин им е полесно да ја научат и таа песничка, кога во нивното мозоче нели се создаваат слики. И затоа нивните песнички се малички, од една строфа, 2 строфи, каде што се спомнуваат поими кои што им се важни, зајаче, маче, куќе, дедо мраз, че нешто што е блиско до таа возраст, за да можат така полесно да ги научат. Сега понатаму ние како се развиваме, да кажеме, овој период во кој што ние живееме е поразличен од периодот од пред 20, 30, 40 години. Во моментов имаме достапност до информации, па за 5 секунди може секој што му треба да прочита. Мислам, било кој податок, нешто што никогаш не сме го слушнале, на Google можеме за 5 секунди... Да, чисто пати само ни поминува вака низ глава, не го задржуваме, така. И тоа е, уствари, ние нема потреба од учење на информации на памет. Но важното е како да знаеме тие информации логички да ги поврземе, како да знаеме да ги искористиме во моментот кога што ни се потребни. Има еден момент кој што сега баш го споделивме на нашите социјални мрежи, каде што докторот кажува дека во последното испитување од 2024 дека во 2019 10 од сега најбарани професии тогаш не постоеле. И сега ако ние размислиме во таа насока, нели, ова развивање на дигитално општество,
па и во рамки на медицината, значи тоа што е сега, на кој начин се работат тие уреди, тие апарати кои што пред 5 или 10 години не постоеле или не били на тој начин развиени, или авионите или што и да е, нели се околу нас се развива толку брзо, така да напамет научените информации понатаму не ни се корисни. Но важно ни е нас да знаеме како да ги поврземе, како да се Тоа создадат всушност е интелигенција, така, да. на тој начин да ја развиваме нашата интелигенција. Затоа што и ние како генерација, како на секој 2 години телефоните се менуваат толку брзо што ние и тоа што сме го научиле на памет од претходниот уред, не ни користи сега. Мораме да ги менуваме. Сонја, јас искрено вака им ги препорачуваме на гледачите на вистина да ги видат овие препораки од доктор Рајовиќ. За жал препознав многу мои грешки во оваа негова програма. Се надевам дека не се непоправливи и претпоставам дека нема некој кој што не сгрешил. За самиот крај само да дадем уште појасни инструкции. Семинарот е на 14 и 15, 2 дена ќе трае. Да. Оние што сакаат да присуствуваат, како може да се приклучат? Да, семинарот е на 14 и 15 наредната седмица, тоа е во вторник и во среда, со почеток од 17:30 часот, за да можат да се приклучат сите кои што се на работа, нели, во првиот дел од денот. Ќе се одржи на педагошки факултет. Пријавувањето може да се пријават сите што сакат да присуствуваат, да добијат информација на нашата веб страна ntcučenje.mk, на Facebook НТЦ Скопје, на Инстаграм страната НТЦ Македонија и таму имаме ние пријавна форма, има телефон за контакт оставено, повеќе информација околу тоа, кој е докторот, зашто тоа ни служи, колку е добро секој кој што може да си го приушти присуството, нели, на семинарот и да дојдат во една убава атмосфера, да слушнат убави совети, убави практики. И на некој начин да си поиграат, така? И да, ќе имаме исто еден практичен дел во текот на семинарот, каде што конкретно со практични примери докторот покажува како ние можеме сето тоа да го примениме во домот, надвор од домот и во училницата, кој што се уствари средините во кои што нашите деца растат и се развиваат. Сонја, многу ви благодарам на вашето гостување. Ви очекуваме потоа со импреси како поминал семинарот. Слободанка се играше во меѓувреме? Многу интересен разговор, морам да признам, и овие податоци кои што ги слушнав, како што кажа, да, ќе се најдеме каде што може, сите грешиме, да, меѓутоа убаво и да научиме познешто, така. Благодарам многу.